Добро утро. Денес е празник за припадниците на армијата на Македонија. Среќен празник, сите што се вработили нивните семејства. 18 август, ден на АРМ. По поводот е основањето на баталјонот Мирче Ацев во времето на Втората светска војна 1943 година. Од тогаш поминуваат многу години. АРМ се развива, имаше успони и падови. Сега е Македонија членка на НАТО, а со тоа значи и нашиот одбранен механизам влегува во тој безбедносен чадор. Мој денешен гостин во Алфа Анализа на тема дали АРМ е сигурен безбедносен бедем за Македонија е капетан Ванчо Исајов, лидер на независниот синдикат на одбраната. Ванчо, добре дојде во студиото. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Помина многу години и од независноста, како се калеше македонската војска. Ќе се навратиме малку на некои важни историски моменти, но веројатно е многу важно и за нашите гледачи да слушнат во каква состојба моментално е армијата на Македонија. Способна ли е таа да одговори на сите предизвици од кои се очекуваат од неа и пред се да гарантира безбедноста, границите на државата? Најпрво и јас во моје име би сакал да го честитам овој голем ден на сите припадници на армијата на Република Македонија. Чест и задоволство е што бе во тие редови и уште ги штитам нивните права преку синдикатот. Што се однесува до армијата, можам да кажам дека на професионално ниво се способни да си ја обават функцијата и должноста за која што се наменети. Тоа можеме да потврдиме и со фактот што нема криза во државата, дали од елементарни непогоди, дали од безбедносни непогоди, дали од или кризи, дали моменталната криза во пограничниот регион на јужната граница, тие секаде се меѓу првите и ефикасно и професионално си ја обавуваат својата улога и должност. Денеска е свечен ден, предпоставувам ќе има низа церемонии. Врховниот командант и председател на државата Стево Пендаровски ќе го построи почесниот строј, министерката за одбрана Шеќеринска ќе се обрати до војниците, ќе бидат наредени безпрекорно во строј, секогаш гледаме убави униформи и така натаму. Се менуваат униформите, тоа го правели и други армии, војски. Ванчо, што е тоа што ние не можеме да го видиме на тој полигон кога се е перфектно? Во строј е едно. Меѓутоа, она што не може да се види кај војниците, кај старешините е нивната моментална устроеност, нивната Што е главен проблем, да речеме, стандардот на војниците, опременоста на војниците? Ќе почнеме поред. Значи, стандардот на војниците не е на она задоволително ниво на кое што треба да биде. Иако со пофални зборови во последниве неколку години платите и другите принадлежности на вработените посебно ќе напомнам во армијата се многу подобрија. Втор дел кој што е опременоста, почнувајќи од униформата, за која што ќе кажеме добивме нешто од нова униформа добивме комплет униформа, меѓутоа војниците се уште имат
по еден комплет од униформа. И во останатиот Обично повеќе комплети се во прашање. Па видите, не може војник да отиде на терен или на извршување на било каква друга задача, нели, дали е во мир или во војна, со еден комплет униформа. Они има два комплети, меѓутоа вториот комплет на нив се уште им е нефункционален, не наменски. Зборуваме за резервниот или зборуваме за зимска и за летна опрема? Моментално нема зимска и летна опрема, униформата е една. Со тоа што тој комплет во зимскиот дел се надополнува со оние додатоци на униформа кои што ги викат како потодела, джемпери и такви работи. Иначе системот и типот на униформа моментално е еден, освен кај чизмите кои што кај нив е предвидено и летни и зимски чизми, меѓутоа кај нас располагаат со еден комплет на чизми, да ги кажеме, универзални. Следен голем проблем со кој што се соочуваат припадниците на армијата е големата техничка неисправност на превозните средства, недостатокот на превозни средства, па во некоја незавидна состојба ние и борбената опрема, нели, борбена опрема знаеме што спајат оклопни транспортери. Пред да се навратиме конкретно на борбената способност и опременост, едно прашање мене лично ме интересира, верувам и многу гледачи. Бидејќи сме се членка на НАТО, како стојат нашите професионални војници со стандардот во однос на нивните колеги од Бугарија, од Албанија, еве и од Хрватска, да не одиме подалеку, тоа се најблиски, нели, земји од регионот. И Црна Гора, секако. Според стандардот, за стандардот секојаш ги сметаме платите, нели, нормално. Нашите припадници имаат меѓу најмалите плати и примања. Тоа искуство го имаме стекнато и врз основа на кажувањата или заклучено врз основа на кажувањата на колегите кои што одат во мисиите, да почнеме на времето од Слобода за Ирак, нели, па сега во Авганистан, кај што се уште нашите припадници имаат едни од најмалите примања на тие такви мисии. А во разговори со колегите од окружењето, нели, со кои што имаме соработка од Србија, Црна Гора, Бугарија, имајќи во предвид дека ние како синдикат сме членка на Европската асоциација на воени синдикати Евромил и пати годишно имаме состаноци со нив, нели, по обичај период април и октомври секоја година. Имаме заклучено дека нашите плати се едни меѓу најниските. Меѓутоа ќе напоменам, нели, дека во тој дел имаме еден одреден напредок, нели, во текот на изминатите година-две. Уште еден голем проблем околу примањата останува дневницата за нивно 24-часовно дневно ангажирање, кое што е стварно многу ниска и кое што е непроменета веќе повеќе од 25 околу години. 600 денари, така? Да, изнесува 610 денари во работен ден и зголемена за 10, односно 20% за работен, за неработен ден и за празник. Меѓутоа, неговото ангажирање е 24 часа. Така, тоест станува збор за специфична професија. Значи, имаме професионални војници кои треба да имаат и специфични, кога зборуваме за стандардот, услови каде тие ќе работат. Тоа значи касарни, полигони и така натаму, но и одредени бенефиции, например, каде ќе се лекуваат, каде може да дадат на одмор и така натаму. Тоа го прават, нели, понапредните армии или тие што се членки во НАТО. Како стоиме ние? Во сите погледи доста слабо.
иако ние професионализацијата на армијата почна уште 2005-2006 година, а моментално е нели 100% професионална, многу слаби ни се условите за живот и работа во касарните. Ние се уште немаме комплетно опремени единици кои што, бидејќи тие професионални војници доаѓаат на работа од 8 до 16 и не само професионалните војници, нели и останатиот старешински кадар, немаат во објектите опремени соодветни купатила, каде што после тој напорен тренинг или таа напорна обука, нели тие ќе дојдат да се истушират, да се средат, да се пресовлечат и да си заминат дома. Се уште ние во 21 век се соочуваме некако во зимските услови да ни закажат енергетските системи за затоплување на просториите. Додека што се однесува до полигоните за обука, тоа е неспорно, нели, докажано и на светско ниво дека имаме одлични полигони за обука каде што тие и овие малите касарските полигони се сосема доволни по простор, нели, и опременост, а да не збориме за полигонот Кривола, кој што е еден од најголемите во Европа, нели, и кој што може да ги задоволе сите потреби на меѓутоа пак ќе дојдеме до, нели, треба да се има со што. Така. Добро, кога зборуваме за обичните професионални војници на ударна сила, меѓутоа што станува, каква е состојбата со елитните сили? Се работи за врвни професионалци, кои што се докажани и на домашно и на странско поле. Опременоста и кај нив во некои полиња е на рамниште на светските елитни единици. Меѓутоа и кај нив пак ќе кажеме дека како идат годините, таа нивна техника, посебно борбена техника и такви работи, застарува, откажува, додека што се работи за човечкиот фактор, за нивниот професионален пристап кон работата и извршување на задачите и во самиот квалитет и начин на извршување на задачите, можам да истакнам дека се на светско ниво и можат да се стојат рамо до рамо со најелитните светски единици. Зборуваме за полкот за специјални Зборуваме операции. за видите, моментално полкот за специјални операции е ќе се трансформиран и не постои како полк за специјални операции, него сега е пак вратено одредот за специјални намени или бившите волци и ренџерскиот баталјон кој што има, нели, друга намена и борбени задачи. Така. Проблем во овие единици, сакам да напоменаме, баш поради нерешениот социјален статус, на времето слабите примања, неадекватниот начин на нивно ревалоризирање, нели, на нивниот труд и работа, нерешениот статус околу пензионирањето и тие работи, имајќи во предвид дека они имат бенефиции 12-18, голем дел од најелитните, најпрофесионалните, најобучените или оние што беа инструктори во тие единици, ги напуштија единиците и моментално се наоѓаат на територија на Ирак, Афганистан или пак по Африка во работат за приватни компании.
бројот на Така. на тие такви луѓе кои што ја напуштија и се во тие приватни компании е голем. Колкав е по ваши проценки? Па можеби и преку 400-500 луѓе. Збориме за елитни, квалитетни, Така. Во кој е инвестирано? во кои е инвестирано стотици и стотици илјади долари, евра, Така. и на крајот напуштат. Не да они не обучиле, нели, позади нив да останат луѓе кои што достојно ќе ги заменат. Меѓутоа, најжалосно е тука што самите тие луѓе не си го ревалоризирале својот труд кој што е, нели, кој што го имат вложено во таа армија по 15, 20, 25 години, ревалоризацијата, она што го тука одработиле, барем, нели, да си ја дочекат и пензијата достојно во неа. Така. Македонија има традиција со војување, со војски, со стратегии и така натаму, од антика па наваму. Меѓутоа, еве да имаме и помлада гледачка публика која и не знае што се случуваше од осамнастојувањето. Имаше два сериозни предизвика, големи предизвици. Тоа беа 91-92 со нели распадот на Југославија и јас би рекол едно брутално заменување на тогашната JNA од касарните со нели договорот Глигоров-Узелац, при што се кршеше, се носеше се и се ќе кажете повеќе околу тоа, и 2001 година со нели инвазијата на КЗК од Косово. Како ги поминавте тие периоди? Имав среќа или несреќа да учествувам во двата тие транзицијски периода. Сите ние, нели, согласно тој договор, Глигоров, Аџич, бидејќи Аџич беше тогаш началник на генералштабот во ССНО на Југославија, ние бевме повикани и кој од каде се вративме во родната земја, на родната грудка, со еден голем елан и со еден голем елан пристапивме на формирање на тие единици. Во почетокот бевме Тогаш распоредени се вратија и адмиралот Боцинов и Боцинов и Арсовски и Крстевски, кои што беа, нели, тие после тоа началници на генералштаб. Ние кој од каде бевме, нели, родом, така бевме распоредувани во тие најблиски единици или гарнизони. На почетокот имавме мала помош од територијалната одбрана кои што првично ги имаа, нели, преземено тие касарни и објекти. Меѓутоа бевме во ситуација кога буквално ние, старешинскиот кадар, нели, бидејќи немавме професионални војници и такви работи, да ги истовараме камионите кои ќе пристигнат со војнички кревети, со војнички ормари, со кебиња. Во кратки црти, што главно се изнесе како оружје од Македонија во тоа време? Буквално све. Имаше останато еден мал дел од лесно пешадиско вооружување, додека што се однесува на поголемата техника, од артилериски орудија, преку тенкови, преку инженериски машини, нели, знаеме JNA со што и како располагаше. Комплетна авијација, две радарски станици кои што биле на оваа територија, еден на Голак, другиот на Дојран, на Фурка. Значи сите тие радарски станици симнати и однесени. И беа останати дел од некои артилериски орудија кои што JNA уште у текот на 80-те години ги имала прогласено за неперспективни. Тоа беа топовите Б1, тоа беа топовите ЗИС и одредени минофрлачи. Меѓутоа, минофрлачите кои што ние и 2001 ги употребувавме, право да ви кажам, беа од
произведени 1936 и 38 година, односно на некои од нив уште стоеа и кукастите Така, крстови. за не да е Боже само што вика да се коси. Да. Добро. Освен тоа, Тоа беа сепак набавени... тоа се Да. огромни суми. Јас не знам точно колку би било, но тоа веројатно ќе достигне до некоја милиарда од пари. Станува збор за мигови авиони, станува збор за хеликоптери, станува збор за радарски системи, тенкови и така натаму. Практично Македонија останува безоружена. Па, моите И требаше сознанија... сето тоа на брзина да се купува и да се... Овде на Скопскиот аеродром или на аеродромот Петроец мигови немало, него биле стационирани две ескадрили на Орлови или ИО-22. И тоа е еден авион кој што еви ден денес Србија го употребува во своите редови, кое што уште го и модернизира и има намера да го употребува некаде до 2035 година. Посем тоа беа набавени артилериски орудија, беа набавени неколку батерии ВБР Огањ, беа набавени неколку батерии лесни минофрлачи М74 и М75. Пред 2001 година беше набавен артилерискиот дивизион од Русија ВБР, кој што е едно добро иако меѓу постарите, меѓутоа истиот тој ВБР и ден денес наоѓа употреба и во руската армија и во голем број други армии. Значи, таа е 92 година, се собира од касарните, и сјалици, и штекери, и чешми, и водоводни почнуваме се почнува речиси од нула. 92 трета се точно не знам, сум заборавил, но се случува Чупино брдо инцидентот со српската армија. И еве да прескокнеме 2001. Чупино брдо се случува март-април 94. Така. Значи еден инцидент, српска војска влегува југословенска тогаш на влегува некои 150 метри на Тоа трае еден месец како криза. Па трае околу 60 и нешто дена. Ама ќе се случи 10 години подоцна или 2001 од Косово, Косовскиот заштитен корпус да влезе воено во Македонија. Моето прашање е дали во 2001 веќе бевме армиски како војска подготвени за таков предизвик? 2001 ние веќе крајот на 2000 година ни наметна едно преструктурирање на армијата и голем дел од единиците, да кажам, буквално беа растурени. За самиот, како тоа намерно да беше направено, и за отпочнување на посериозни воени активности, ние моравме да почекаме некаде по 10 или 15 дена за тие единици повторно да се оформат, да се комплетират и да се ангажираат онака како што треба. Меѓутоа имавме среќа, нели, што кадарот беше тука, техниката која што ни беше ставена во магазините на воена резерва ни беше комплетирана, исправна и можевме да употребуваме истиот момент што се вика. Меѓутоа наидовме на одреден проблем околу тоа. Можем да кажем, бидејќи како припадник на гардиската бригада, ние комплетниот артилериски дивизион го имавме ставено во резерви. За посен тоа, кога дојде наредбата да бидеме ангажирани во тие борбени дејства, таа техника да извлекуваме од магазините на воени резерви, да деконзервираме во текот на ноќта, бидејќи таа беше конзервирана, и наредниот ден да тргнеме на извршување на борбени задачи. 2001 година
од моја страна, тоа нели е заклучок на сите нас колегите, армиски оддел и полициски оддел, нели, нормално, они во голем дел беа тука вклучени сосема солидно, не солидно, него професионално си ја извршивме работата. Друго беше што на политичко ниво, нели, ние бевме спречувани, беа прекинувани акции веќе започнати. Имавме дури такви абсурди, одредена територија да биде освоена, па да се добие во попладневните часови наредба, да се повлече по утре дента, пак да се освојува и такви работи. Меѓутоа, ние, нели, како војници, секојаш постапуваме по наредба, по команда, тие команди ги извршувавме, по нив постапувавме, нели, без поговор, меѓутоа немавме никаде, нели, закажување и покрај тие такви нелогичности немавме нити еден случај поединец, а камоли единица да откажат, нели, послушност на предпоставените. Ајде да го завршиме разговоров со 2020 година. Има стратегиски одбранбен преглед, каде ќе оди или наречен идни вооружени сили 2028 година, значи во периодот до 2028 година, армијата треба, нели, да претрпи значителни измени. Таа треба да стане многу по компатибилна или кооперативна со НАТО структурите. Во кратки црти ние веќе немаме сухоите, да речем. Јас не знам дали беа 2 или 4. Немаме многу од тоа старо оружје, ќе треба да се престројуваме спрема НАТО стандардите. Тоа секако ќе чини многу пари, но ете убедуваат од Министерството за одбрана дека планот е направен и ќе се најдат, нели, пари, ќе се зголемува буџетот за одбраната. Сега веќе за 14%, нели, се предвидува да биде веќе е зголемен за 14%, а до 2024 година треба да достигнеме до на што го бара НАТО, 2% од БДП. Тоа се рече си 1 милиарда годишно пари кои ќе треба да се префрлаат кон одбраната и таа да може да купува тоа што треба, оружје и така натаму. Во моментов, јас не знам точно колку има, веројатно има околу 8000 активни војници. Треба да има околу 8000, смаление на 6800 од 8000 нешто и ќе треба уште да се намалува. Има тука уште многу, ќе се трансформираат силите, ќе имаме нови сили, нови имиња и така натаму. Како вие како одбрана го гледате ова? Една мене што ми е вака точка што ми е интересна и важна, дека фокусот се става на оние сили кои ќе бидат користени за НАТО. Како стратегија, како ја оценувате? Околу обуката и опременоста се иде на тој систем. Сухоите веќе одамна ги нема, нели, некаде од 2007-2008, мислам, ако не се, се приземени, веќе тие. После тоа имаше еден обид за да се тие ремонтираат и повторно да се стават во употреба, меѓутоа тоа не помина. Инаку сосема солиден авион, тоа е, нели? Па видите, солиден авион, еден авион украинска варијанта е руска варијанта, нели, на Б-10 или на америчкиот, нели, бомбардер. Авиација која што е авион кој што е наменет за блиска поддршка или фронтовска поддршка на пешадиските единици, со оклопена кабина за заштита на пилотите, нели, па имат и едносед и двосед. Да, нашите беа едноседи, нели. Современ, меѓутоа тоа што се случи, ние полека еден по еден... Пак беше политичка одлука тоа за сухоите? Да се приземјат? Одлука на НАТО дека тие не ни се потребни. Така. А воидната структура воопшто не се предвидени за постоење. Воидната структура
е предвидено и приземјување, односно до 24 или 25 година, приземјување и на овие моментално хеликоптерите кои што ние ги имаме во употреба, тоа е 24-ките и Ми-24, да, руски и овие транспортни хеликоптери, иако исто се на едно задоволително ниво и едните и другите. Меѓутоа, имаат во план како им тие беа и помине. надградени, нели? Тие беа надградени од страна на Елбит, на израелците за ноќно летање, ноќна употреба во борбени и неборбени услови, а транспортните хеликоптери ни се обезбедени и за спасување на мисии, во спасувачки мисии, за извлекување на повредени, од провали и ред други работи кои што имаме. Потреба гледаме дека активно се употребуваат во гасење на сите поголеми пожари моментално, бидејќи се опремени и со таква опрема за гасење на пожари. Се работи за солидни летелици, меѓутоа Еве, слушаме изминативе денови дека српската армија купува оружје, меѓутоа се случува еден друг феномен. Косово, кој нема официјална армија, добива доста оружје, поготово од Германија и од Америка. Последно што добивме како информација, нормално ние сигурно не знаеме се таму што се случува, станува збор за набавка на дронови. Можеме ли ние да се споредиме во моментов со Косово? Иако они немаат официјално армија, но имаат одбранбени иако они немаат армија, претркали Косово во наоружување. Како што ја гледаме ситуацијата, тие во наоружањето, опремата и по бројот на војници полека не претркуваат. Да не збореме за ситуацијата дека сите на Балканот, почнувајќи од Босна, од Србија, Хрватска, за грците, кои што милиарди и милиарди долари фрлаат во наоружање, ние моментално стагнираме. Сега има најава на набавка на потпишање, тој некој меѓудржавен договор, за набавка на одреден број на современи борбени оклопни транспортери кои што ќе бидат пред се наменети за првиот пешадиски баталјон или тие готови сили кои што се предвидени кои што е сместен во касарната во Штип за употреба за потребите на НАТО. Меѓутоа тие, како иде ситуацијата, тешко е дека ќе стигнат во текот на оваа година, најверојатно ќе пристигнат во текот на наредната година. Така. А од останатите работи, кај нас е жалосно што е предвиден да се, например, стави во резерва оклопниот баталјон, исто така се намалува бројот и на артилерискиот баталјон, за кој што е предвидено купување на некои посовремени самоходни орудија, меѓутоа моментално во овие наредниве година-две тоа е очигледно дека нема да се деси. Така, благодарам капетан Ваншо Исаев за ова гостување и ќе имате доста работа како синдикалец и синдикатот ќе има трансформација, луѓе ќе остануваат без работа, ќе треба да им се најде некаде место, тука се ќе треба да се пработат програми. Јас би заклучил дека сепак во 91 па наваму и покрај сите предизвици Арама успеа од ништо да направи нешто, да стане еден, би рекол, извозник на мирот, гарантирајќи го сопствениот мир. Има многу предизвици, наведени се, кои се од климатски промени, тероризам, сајбер криминал или кибернетски криминал до внатрешни предизвици. Сепак веруваме дека имаме традиција и основа да одговориме на сите можни предизвици. Уште еднаш честит денот на армијата на Македонија. Останете со другите содржини на Алфа. До гледање.